Намалување на последиците од пушењето или од пасивното консумирање тутун и производи од него кај младите, децата, бремените жени и лицата со посебни потреби и редуцирање на товарот врз болничките капацитети, зашто пушењето предизвикува хронични болести, па дури и смрт. Ова се причините за подготвениот предлог закон за заштита од пушење, рекоа од Институтот за јавно здравје на трибината во организација на превентива, Сојузот за борба против пушењето, алкохолизмот и злоупотребата на дроги. По спроведени истражувања, од Институтот дошле до фрапантни податоци дека околу 50% од возрастното население во Македонија пуши цигари или некаков вид тутунски производи, а голем процент од младите се пушачи. 33% од младите на 16 годишна возраст користат традиционални цигари, 30% ги користат електронските цигари, 20% користат тутунски производи кои што се загреваат, така да овој број е исклучително висок. Ние се наоѓаме како држава некаде на врвот во европските држави и мора да работиме целокупно за да се промени оваа состојба. Македонија е на 30-то место во светот по производство на тутун, а на второ место по произведување ориенталски тутуни, веднаш по Турција. Измените на законот за заштита од пушење најмногу ќе се одржат врз производителите на цигари и кај продавачите на големо и мало на тутунски производи, рекоа од Факултетот за земјоделски науки и храна. Според нив, за разлика од законот за тутун, производи од тутун и сродни производи, во кој се е прецизно дефинирано, во новиот закон за заштита од пушење се е изедначено, што е погрешно. У овој предлог закон се изедначува. И тутун, и тутунски производи, и несогорливи, и електронски, се забранува практично, што не е во ред. Значи, сите тие производи, категоризирани, имаат различно дејство врз здравјето на човекот. Примената на законот негативно ќе влијае и врз туристичко-угостителскиот сектор, каде работат 30 до 35.000 работници. Овој сектор од прометот внесува околу $600 милиони годишно во македонската економија, кажаа од Сојузот на стопански комори на Македонија. Оттаму предлагаат мерки за намалување на негативните ефекти од примената на законот. Според нас е потребно да биде донесуван во фази. Исто така, неговото имплементирање е во прашање, бидејќи и во претходните закони се покажа одредени слабости во капацитетот на институциите кои што треба да го спроведуваат и се сметаме дека е потребно создавање на работна група која што ќе биде задолжена за имплементирање на самиот закон и намалување на негативните ефекти врз македонското стопанство. Законот за заштита од пушење го изготви Министерството за здравство, а треба да стапи на сила од 1 март.